Седумина од повредените пациенти се пуштени на домашно лекување. Тројца кај дај веќе ќе бидат со своите најблиски, бидејќи според последните информации од старата градска болница се прават последните исследувања и на овие пациенти. Повредите се здобиени од паднати гранки, луѓето поминувале на улиците и гранките паднале врз нив. За среќа нема потешко повредени пациенти, ниту пак има жртви. Она што е забележано се и 4 пожари кои што го зафатиле главниот град на државата, но за сега сите се ставени под контрола, делумно дел од нив и изгаснати. Заседава кризниот штаб, го излековме од состанок буквално градоначалникот Орце Ѓоргиевски, кој што ќе не ги даде последните информации кои што ги има кризниот штаб и како се подготвуваат за санирање на штетите, бидејќи голем број граѓани пријавуваат штети на 3000 во Центарот за управување со кризи и неколку илјади во градот Скопје. Градоначалник, како се справувате и кои се првичните проценки од невремето? Па добро, како што споменавте и вие, од самиот почеток е активен кризниот штаб. Тука се сите директори на јавните предпријатија, раководителите на секторите, но што е многу важно, ние веднаш по невремето излеговме на терен со екипите. Има повеќе од 50 тимови кои што работат на терен, повеќе од 1000 вработени од јавните предпријатија се веќе на терен. Знаете, имаше во првите 10 минути една страшна слика низ централното градско подрачје, особено непроводни беа тротоарите, непроводни дел од булеварите, сега веќе сето тоа е минато за многу кратко време, односно санирани се штетите од сето тоа. Имаше на две позиции поголеми штети, би рекол, јарболот кој што беше кај Изгейт, кој што предизвикуваше отежнување на сообраќајот и непропусливост на истиот, како и два семафори кои што беа паднати во тој регион таму и тие се санирани, така да мислам дека генерално за почеток овозможивме пристапност на булеварите, на улиците, беше силно невреме, силен ветер беше, јас не паметам и другите го тврдат тоа дека ваков тип на ветер имало изминатиот период од 10 години во главниот град, но веќе екипите се продлабочуваат со работата во општините, кои што во втора фаза влегуваме да ги средуваме, иако одредени споредни улици не се наша надлежност, мораме да секаде да помагаме. Сега имаме испратено тимови во општина Аеродром, во општина Центар, во делови каде што се оштетени одредени огради. За жал има пријави за некаде околу 100 оштетени кровни конструкции. Ќе видиме какви ќе бидат записниците од страна на Министерството за внатрешни работи поврзани со таа работа и можно е до утре или заутре да се свикаме со колегите од сите скопски општини да видиме што со таа тема, така да ќе останеме ноќеска будни и мислам дека генерално ќе се доведе се во нормала. Спомнавте две општини каде што веќе градот Скопје излегува на терен, претпоставувам сте во комуникација и со градоначалникот на општина Ѓорче Петров, бидејќи таму беше има доста голема штета. Се чини градското подрачје цело е зафатено од невремето, бидејќи додека сме овдека еве половина час слушаме повици буквално од секој дел на градот. Едноставно, што е она што спомнавте ќе се консултирате со нив, но што е она што можеби ве плаши како град Скопје, како институции, или сте подготвени во целост за вакви случувања, вакви настани? Видете, пристапот мислам дека е многу посериозен денес за разлика од минатото. Јас тоа го говорев и пред некој ден, кога за жал имавме обилни дождови. Ако во минатото по 24 часа или 48 одредени сообраќајници не беа во функција поради поплавите, сега за 2 часа ги саниравме минатиот период проблемите поврзани со истото. Исто и денес со последиците кои што ги имаме од невремето денеса се поврзани со ветрот силен кој што беше. Така да мислам дека прво подготвеноста е сериозна. Од рано утринава имаше најава за невреме, беа подготвени сите тимови, дежурни беа во јавните предпријатија. Многу е важно навремено што реагираме и излегуваме, така да воопшто не плаши било каков предизвик и мислам дека сме подготвени за справување со истото. Јас апелирам до скопјани да бидат сигурни, имаат на кого да се потпрат, ние тука сме за нив како град, јас сум тука за нив како градоначалник и никако никогаш нема да оставиме некој да биде изложен на одредена опасност.
Јас ви благодарам. Сега треба да се вратите назад на кризниот штаб. Слушам од овде повици дека се уште има пријава на штети така натаму. Градоначалник, ви благодарам за одвоеното време, за тоа што не угостивте да бидете дел од вестите на Алба. Благодарам и вам. Ние, еве да информирам, излегуваме целиот тим на терен, така да ќе бидеме будни во текот на целата ноќ. Било каков проблем да има кој да е од граѓаните, може слободно да не контактира. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, овдека предлагам да го завршиме јавувањето од градот Скопје.